Ценовен хаос владее со водата и секоја општина донесува одлука колку таа ќе чини. Се е оставено во рацете на советниците кои често донесуваат одлуки кои не се во полза ниту на јавните предпријатија, ниту на граѓаните. Советниците се носат по политички политички одлуки, многу често се случува и се согласувам со вас дека овие одлуки одат на штета и на самите потрошувачи и на водоводните комунални предпријатија. Ваквата состојба е неодржлива поради што во Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги се одржа состанок со представници на АТКОМ, Сдруженијето на даватели на комунални услуги, при што беше договорено да се формира работна група за меѓуинституционална координација. Со цел да избегнеме таа ситуација, како што ја кажавте пред малку, се договоривме да има заедничка иницијатива за промена на повеќе закони со кои што ќе се овозможи Регулаторната комисија за енергетика да ја определува конечната цена. И понатака меѓу советите, кај на одобрување во советите на општините. Да, што е задачата на оваа работна група што е одлучено да се формира? Па да видиме во кои точно закони треба да се изменат, начинот на кој што треба да се изменат и потоа ќе биде доставен официјален предлог до владата. Голем проблем се и огромните загуби на вода на сите јавни предпријатија кои на државно ниво во просек изнесува 63%. Како овие загуби можат да се намалат? Апсолутно, ние веќе во последните одлуки кај на секое водоводно предпријатие му даваме таргет, односно секоја година да започне да ги намалува загубите. И мислам дека тој концепт кој што ќе успее во наредниот период. Јавните предпријатија во државата имаат милионски евра во загуба, а долгот постојано расне и тие никако не можат да се стабилизираат. Само во источниот регион јавните предпријатија должат повеќе од 15 милиони евра.